колешката Наташа Јаневска за вовед во темата. Повели, Наташа. Благодарам. Почитувани, јазот помеѓу вештините и квалификациите и несогласеноста со потребите на пазарот на труд представуваат еден од најголемите предизвици со кои што се соочува денес бизнис заедницата, но и младите луѓе кои што влегуваат во работните процеси. Тоа го потврдуваат дури и 65% од компаниите во анализите кои што ги прави Стопанската комора за потребите на работната сила. За решавањето на предизвикот од несовпаѓање на вештините со потребите на бизнис заедницата, навистина неизбежна е улогата на компаниите и организациите на работодавачи како здруженија за поддршка на бизнисот. Потврда на тоа се и податоците од Асоциацијата на Европските трговски и индустријски комори, Eurochamber, кои покажуваат дека 80% од компаниите се директно вклучени во креирање на образовните политики, а 48% од коморите обезбедуваат стручно образование и обука. Тоа ја дава јасната слика дека навистина ја разбираат потребата од вклученоста во стручното образование и обука, креирање на образовни програми според потребите на бизнис заедницата се со цел да се обезбеди компетентен, квалитетен кадар кој што е способен да одговори на новите предизвици. Тргнувајќи од фактот дека секој трет вработен во државата е вработен во фирма членка на комората, комората има одговорност да го поттикне обезбедувањето на стручен кадар кој може веднаш да се вклучи во работните процеси и да ја зголеми продуктивноста во работењето на самата компанија, квалитетот и услугите и производите, растот и развојот на компанијата, а со тоа да поттикне и нови вложувања и инвестиции од самата компанија. Овој сериозен проблем со кој што се соочуваат компаниите и целата бизнис заедница, недостаток на кадар, комората го детектираше уште во 2007 година и оттогаш системски ја третира оваа проблематика. Токму затоа и еден од приоритетите во работењето на Стопанската комора е образованието за обезбедување и создавање стручен и компетентен кадар, без разлика дали станува збор за кадар со квалификации кои што се стекнати низ процесот на стручното образование и обука или станува збор за високообразовни квалификации, но истовремено и да влие на усогласување на вештините и квалификациите кои што се нудат со оние кои што се побаруваат на пазарот на труд. Изминатиот период комората беше вклучена во бројни активности, дебати, панел дискусии, конференции, трибини, но преземаше и конкретни активности во насока на обезбедување на соодветен кадар за потребите на бизнисот. Со компании членки, комората се вклучи во креирање на системски документи и стандарди со кои се овозможи имплементација на образовниот процес и учењето преку работа. Се изработија над 250 стандарди на занимања, 100 стандарди на квалификации и 85 образовни програми за изучување на 85 квалификации од 2-годишно, 3-годишно и 4-годишно образование од различни сектори. Комората е вклучена и како медиатор помеѓу компаниите и стручните училишта за реализација на учењето преку работа во самите компании, но и во проверката на исполнетоста на условите во компанијата за реализација на практична обука преку процесот на верификација. Досега, процесот на верификација преку комората го поминале над 33 компании, но сепак оваа тенденција е бројот се повеќе да расте, од причина што голем број компании кои што се поттикнати од комората, самите да го обезбедуваат кадарот според своите потреби, се вклучуваат во процесот на учење или во дуалниот модел на образование. Додадена вредност на комората е организацијата на обуките за ментори на лица вработени во компаниите кои што ги менторираат учениците, кои што се на обука во компанијата и досега се сертифицирани низ самата комора околу 350 ментори од 245 компании. За време на поддршката на пандемијата, со поддршка на проектот Образование за вработување, поттикна и работеше на подготовка на нова програма за обука на ментори и стандард за стручен и друг кадар, како и протоколот за превентивни мерки за изведување на практичната обука на учениците во компаниите во време на COVID-19.
Истовремено, поттикна изработка на софтвер за поврзување на компаниите и учениците за реализација на учењето преку работа, со што Комората инвестира и во дигитализација на процесите. Проектот Образование за вработување ја поддржа изработката на комплетното дигитално решение, а Комората ја администрира самата платформа. Комората укажуваше дека несовпаѓањето на вештините и квалификациите со потребите на пазарот на труд е резултат на една погрешна уписна политика која не ги одразуваше потребите на пазарот на труд. Затоа, несебично се вклучи во поддршка на кампањата Учи паметно, работи стручно, што ја реализираше во соработка со Министерството за образование и наука, Центарот за стручно образование и обука, со поддршка на проектот Образование за вработување, се со цел креирање на релевантна уписна политика според потребите на бизнисот на локално и на регионално ниво. Компаниите, стручните училишта, образовните институции и локалната самоуправа од градовите и регионот преку отворен и јасен диалог ги изнесоа своите потреби за вештини и квалификации и креирање на нови образовни програми, што навистина ја дава реалната слика на понудата и побарувачката на квалификации на едно локално и на национално ниво. Но успехот за креирање на пазарно ориентирано образование бара високо ниво на сложена координација меѓу образовните институции, работодавачите, коморите и организација на работодавачи и нивно меѓусебно разбирање. Тоа значи дека сите ја разбрале пораката што сакаат да се постигне и какво сакаат да биде стручното образование. Затоа, тука со нас е и директорот на Центарот за стручно образование и обука, господинот Шериф Мифтар. Повеле. Фала, Наташа. Прво, благодарам многу за поканата. Голем почит до сите вас медиуми и сите вас кои дојдевте денеска во денешниот прес, кој е организиран од Стопанската комора на Северна Република Македонија. Денеска имам чест да говорам во име на Центар за средно стручно образование и обука. Центарот за стручно образование и обука е професионална јавна установа која обезбедува поддршка и развој на стручното образование и на сите субјекти заинтересирани за стручното образование во Републиката. И тоа социјални партнери, образовни установи, ученици, наставници и друго. Мисијата на Центарот е да обезбеди квалитетно стручно образование и обука која одговара на потребите на пазарот на трудот. Да придонесе за зголемување на стапката на вработеност на младите и да ја подобри ефективноста и конкурентноста на стопанството. Својата мисија Центарот ја остварува особено преку овие точки. Прво, обезбедување на квалитет на средно образование и постојано следење и евалуација на резултатите на учениците, наставниците и училишта. Второ, обезбедување на подобро вертикална и хоризонтална подвижност на учениците во системот на средно образование и нивна натомошна прородност. Трето, задолување на зголемените барања на економијата во поглед на оспособување на кадрите за стекнување на нови компетенции, знаење, вештини, способности. Четврто, квалитетно поврзување на образованието и пазарот на трудот и создавање на пофлексибилни врски. Пето, натамошно освојување и иновирање на стандардите на занимања и на образовните програми. Шесто, воведување на нови образовни програми. Седмо, задолување на рамнотежа помеѓу општото и стручното образование. Токму во ова насока е и соработката на Центарот за стручно образование и обука со Стопанска комора на Република Северна Македонија. Пазарот на труд и стручното образование не може да се гледат, третират и да работат како два одвоени света. Туку, напротив, треба да го негуваат и развиват заеднички пристап и да действуваат на принципите на партнерството.
Долгогодишна соработка помеѓу овие две институции, која секоја година настојуваме да ја прошируваме и продлабочуваме во насока на поврзување на стручното образование со компаниите. Заедничката соработка меѓу овие две институции е во однос на развивање и изработка на стандарди на занимање кои представуваат основа за иновирање и постоечки квалификации и развивање на нови. Развивање на нови и ревидирање на постоечки програмски документи. Организирање и реализирање на обуки за ментори во компании, создавање на менторски кадар во компаниите за работа со учениците кои реализираат практична обука во компаниите, учење преку работа и феријална пракса. Развивање и изготвување документи кои се од помош и за компаниите и за стручните училишта, како што се упатство за организација и реализација на феријална практика. Овој документ веќе е изготвен. После упатство за организација и реализација на учење преку работа, кој овој документ е во фаза на изготвување. Заедничко реализирање и учество во проекти од различен карактер. Заедничко учество и реализирање на разни настани, како и овој денеска, панели, форуми, семинари, вебинари, регионални средби, конференции и слично. Се надевам дека соработката ќе продолжи и во иднина, дека двете институции и понатаму ќе работат на постигнување на вин-вин состојби, ќе овозможуваме образование во услови и на начин кој во најголема мерка соодветствуваат со реалните потреби и со можностите на овие кои што учат и со можностите и потребите на локалната средина и ќе креираме можности за учење низ институционален, програмски и организацијен плурализам. Многу нешта кажа и Наташа, значи за бројки тие работи веќе ги кажа таа, но сакам да кажам дека во последно време стручното образование и вие сами како медиуми гледате дека им се дава големо значење од страна на Министерство за образование и наука, од страна на другите институции кои се под Министерство за образование и наука и со Стопанска комора, особено со дуалните паралелки, мислиме дека во иднина ќе бидат поспремни за пазарот на трудот. Фала ви многу. Анализите покажуваат дека 65% од компаниите се соочуваат со недостиг на стручен кадар. Недостигот на стручен кадар може да се обезбеди на два начина. Едниот е преку формалното стручно образование и токму е тоа што ние заедно со Министерството за образование и наука и Центарот за стручно образование и обука одевме по градовите каде што на една заедничка маса беа седнати од една страна работодавачите, односно компаниите, стручните училишта и локалната самоуправа, се дискутираше кои се потребите на компаниите и врз основа на тоа се креираат нови програми според потребите на самата бизнис заедница. Понатаму, годинава за прв пат, како што каже и директорот, се отворија паралелки со дуално образование, меѓутоа според потребите на компаниите, кои што ги искажаа на тие заеднички средби, на тој социјален диалог кој што го имавме по градовите, и се надеваме дека, иако бројката се уште точно во моментов не ја знаеме, бидејќи трае нели вториот писен рок, се надеваме дека ќе имаме зголемување на бројот на ученици кои што ќе се запишат во стручното образование. Може би преку формалното образование се добива некој квалитет, но и придобивка на многу подолг период, но многу е добро што компаниите веќе ја развиваат свеста дека самите имаат потреба и самите треба да се вклучат во стручното образование со тоа што учениците ќе реализираат кај нив практична обука, но и ќе учествуваат во изработка на самите образовни програми за квалификација. Вториот начин е преку неформалното образование, тоа е обезбедување на пократок рок, каде што преку обуки, кои што исто така се спроведуваат од страна на понудувачи на образовни услуги, но и преку самата Стопанска комора,
според потребите на компаниите, веќе можат да се земат невработени лица, да се преквалификуваат, доквалификуваат и на тој начин да земат компаниите да ги вработаат нели во своите со својата организациона, според својата организациона поставеност. Ние претходно имавме еден таков прес, каде што кажавме дека имаме изработено околу 15 програми за неформално образование, за потребните занимања и квалификации од различни сектори и дејности, според анализата нели која што беше изготвена, и веќе отпочнуваме со такви обуки кои што самите компании кои што ги побараат тие програми, практичната обука самите лица ја обавуваат кај нив, ги подготвуваат според нивните потреби, ги обликуваат според нивната организацијска поставеност и поголемиот дел веќе ги вработуваат за да можат. Обуки конкретно за што? Имаме програми за обуки за најдефицитарните занимања кои што нели беа изнесени во самата анализа. Во самиот дел на прехранбената индустрија, тоа се месарите и касапите, имаме голем број на недостатоци, поголемите компании тоа го кажаа, како што се Миксет, Свети Николе, ПКБ, Скоримес и така натаму. Потоа имаме изработено програми за бравари, заварувачи, кои што исто така се потребни, во делот на угостителството, во разговори со компаниите и преку анализата има потреба од квалификувани келнери, квалификувани готвачи, сладкари, пекари. Значи, понатаму имаме одделот на метеорологијата обработувачи на метали, одделот на IT имаме електроинженери, односно електричари за компјутерска технологија, па понатаму имаме електромонтери, во делот на градежништвото гипсери, монтери кои што се најбарани, ѕидари и така натаму. Значи, имаме голем број на програми кои што ние ги изработивме во партнерство со компаниите, за да можеме да им излеземе во пресред, а компаниите од друга страна треба да ги ги користат овие програми, но ги земаат и лицата на обука, што е најважно, затоа што ако теоријата не биде покриена со праксата, тогаш не можеме да зборуваме за квалитетен кадар. Што значи квалификуван келнер или месар? Што треба да има позадина? Значи, квалификуван келнер и месар треба да биде лице кое што ќе биде обучено за да ја врши таа работа. Вие знаете дека сега во праксата може да секој да работи како келнер, затоа што навистина и кафулињата и кафеаните ги вработуваат лицата затоа што не можат да најдат таков квалификуван келнер, па со завршено било какво средно образование. Квалификуван келнер значи дека треба да помине обука, каде што ќе има теоретски дел, прво ќе се обучи да ја знае организацијската поставеност во самата компанија, односно во самото кафуле или друг угостителски објект. Понатаму ќе треба да знае, да ги знае сите оние стандарди, хасап системи и така натаму, за да може да ги применува. Треба да знае да осигурува безбедност, нели, и при квалитетот на неговото работење, но и стручните компетенции, стекнување на вештини и компетенции, кои што треба да ги добие преку обуката во самиот угостителски објект, начинот на послужување, начинот на однесување, на сервирање на храна, мислим сите оние постапки кои што го квалификуваат еден добар келнер. За овој центар ме интересираше колку се заинтересирани младите, како можат да стапат во контакт со вас за тие обуки и квалификации? Како се доаѓа до тие обуки? Обично оди тоа преку Стопанската комора, значи, меѓутоа имаме и провајдери кои што се понудувачи на такви обуки, каде што ние формираме нели една група, обезбедуваме предавач од самата компанија со која што сме стекнале нели соработка и врз основа на тоа се работи, се подготвува таа обука, се реализира обуката, обично трае програмите кои што ги подготвивме месец до месец и пол, два, зависи од самата нели квалификација и врз основа на тоа нели по завршувањето на обуката се добива сертификат за определената квалификација. Тоа е во делот на доквалификација и преквалификација, односно во делот на неформалното образование. Компаниите треба да се обратат вас. Компаниите преку анализата се обратија до нас со тоа што ние веќе знаеме кои за кои компании каков кадар е потребен. И сега ние веќе преку во соработка со Агенцијата за вработување треба да обезбедиме
лица кои што би сакале да учествуваат во компанија, во самата обука, но и самите компании можат да се обезбедат лица невработени кои што се обратиле кај нив за вработување, да се помине процесот на реализација на обуката и на тој начин да после можат да ги вработат. И колку пари чини оваа компаниите? Во моментот не можам таква информација да дадам, тоа треба да биде во договор со компаниите. Некакви услови да знаеме. За различни компании, за различни сектори, тоа се различни ситуации во зависност од тоа кој како обезбедува. Тука влегува и агенцијата за вработување како партнер во целиот процес, така да тоа се индивидуални процеси на секоја компанија и релевантно е ако се зборува за вредност. Проценката на компанијата е дали сака да вложи во таков модел на обезбедување на кадар, тоа е опција што им стои во овој момент. Она што е клучно со ваквите активности што се прават на ниво на бизнис сектор, држава, е за тоа дека постои веќе форма во која што многу сериозно компаниите може да стигнат до потребниот кадар на еден побрз начин, збориме за преквалификација до квалификација. Но факт е дека е тоа одредена инвестиција, нормално, но колку тоа чини, Јас имам месари, ми требаат тројца месари да ми обучите. Колку ќе ме чинат тие таа обука на тројцата месари? За тоа се прави план. Значи, дали ви треба кадар од кој што вие само ќе го доквалификувате или ќе го преквалификувате. Станува збор потоа за обемот на за потенцијално вработени. Вие не земате тројца вработени, ги преквалификувате, вие ќе земете 6 луѓе кои стојат на располагање, од нив на пример може да одберете тројца. Или знаете луѓе што сигурно ќе се преквалификуваат. Значи тоа се процеси во кои што компаниите кога се одлучуваат за ова, изразуваат намера, се прави предлог план, се прави предлог финансиска конструкција, доколку е во интерес на сите, таа постапка потоа се реализира. Тоа си го знаат компаниите и тоа секоја компанија настапува поединечно. Нема терк и неблагодарно е да збориме за износи. Така да се што би кажале во тој дел за износи, ќе сгрешиме и може да се добие поеднаква слика. Факт е дека станува збор за инвестиција и дека компаниите мора во тоа финансиски да вложат. Колку зависи од целиот обем и динамика на